Од историска гледна точка, зборот джентлмен потекнува од 17-тиот век пред Француската револуција. Тој доаѓа од францускиот збор жантием. Овој збор во Франција имал многу прецизно значење. Тоа било еден вид на благодарница или титула која што се доделувала на оние кои биле добри по нешто. Во светот денеска, джентлмен е човек со манири и учтиво однесување. Оваа дефиниција е онаа која ние најмногу ја почитуваме, бидејќи нашата главна цел е да го покажеме вистинското джентлменство кај нас. Денеска луѓето за джентлмен го сметаат оној кој се облекува елегантно и кој го почитува традиционалниот стил. Носи вратоврска, костум, џебно марамче и така натаму. Дали тие луѓе имаат добро и примерно однесување? Дали се образовани и дали имаат манири кои што ги негуваат? Да се биде машко зависи од шансите. Да се биде маж зависи од годините. Но да се биде джентлмен, тоа е избор. Вие избирате дали ќе бидете джентлмени. Сигурно многумина од вас слушнале за Ибер де Живанши. Тој е основачот на модниот бренд Живанши. Постои една позната фотографија во која може да се види како Ибер де Живанши шета низ Париз со неговата тогашна девојка, познатата Одри Хепберн. Навистина преубава фотографија. Ибер де Живанши важел за еден од најелегантните луѓе во историјата и бил познат по неговите манири. Во оваа фотографија ќе можете да видите дека фокусот не е воопшто во господинот Живанши. Фокусот е во неговата понежна половина. Ова го зборуваме поради тоа што денес некои работи се целесно измешани. Многу од луѓето со нивното облекување и однесување сакаат да импресионираат некого и да привлечат внимание. А тоа е сосема спротивно од тоа како еден джентлмен треба да се однесува. Денес живееме во еден свет каде се изгради мислење дека треба да бидеме силни, квалитетни и побрзи од другите. Но без разлика на тоа, не смееме да заборавиме дека љубезноста е нешто кое што никогаш не изумира.